Ми пушта порака човекот. Добро, а и он инсистира исто така, тој инсистира на средба. Дали имаше средба после Немаше тоа? средба секако. За мене веќе информациите дошле и тоа е индиции за сериозен криминал. Како ретко кој случај и во Европа, јас сум постапил, сум го пријавил случајот. И не само тоа, како вршител на една од најмокните функции во државата, сум создал простор, јас и нашите институции, обвинителството независно да работи. Без разлика до каде ќе допре. Некои викат, Господ те штител, си внимал во повраките. Не. Си таков или не си таков? Тоа е прашањето. Самите пораки се денеска и доказ. Јас и не знам за пораки, не може да се секам на се. Се самите пораки доказ. Каков сте. И викате, не ме интересира. Може да бидеш газда ти на провладен медиум. Може да подржуваш моите политики. Може да ме величиш колку сакаш. Си се огрешил пред закон, има да се одговараш. И сум го направил тоа. За разлика од минатото, кога зборувавме за милиарди зборувавме. Слушнавте некој случај? Тогашниот премиер Груевски да пријави. Па некој од раководството, тогашно и сегашно. Има разлика. Има разлика и тоа секојдневно се докажува. Не Господ го чувал, некој вика, бе, Господ те чувал, заев ти си, знаеш, и пораки што си ги пуштал. Не, или си таков, или не си таков. Тоа, ако сакаш да го зашумотиш, премиер во државата и те, како може да скрие што сака. Или може да биде пример како треба да постапува правна држава. Вакви случаеви, сите ние интегрирани во интернет сферата, во сајберот, знаеме дека се случуваат и во многу развиени демократски земји, ги има насекаде. Прашањето е, кога ќе се случат вакви случаеви, што прави државата? Еве што направивме ние. Пример, како се гони, веќе има една пресуда паднато, сите знаеме дека ќе паднат и други пресуди. Тоа е разликата, дали сме европска земја или остануваме назад во минатото, од тоа минато кое што сите сакаме да избегаме.